Каква недела? Дрин Ахмети влезе во обвинителството, Доналд Трамп влезе во Белата куќа, а факт-чекерите занемеа. Подобро здравје. Ова се 5 минути со Чавес. Народе, чујте и почујте. Обвинителството се разбуди од зимскиот сон. Излезе од дупката. Дрин Ахмети, внукот на досега недопирливиот Али Ахмети, мораше да го прекине одморот во Америка и да дојде да даде исказ во обвинителството за организиран криминал, за кривичната пријава што му ја поднесе МВР уште лани летото. И замислете, Дрин уште во ноември бил повикан да се јави на рапорт, а тој дошол дури минатата недела. Лабаво. МВР го терети дека не плаќал надоме за концесија за експлоатација на минерални суровини за рудник во близина на Зајас и со тоа го оштетиле буџетот. Дрин пак вели дека плаќал, туку само дека понекогаш доцнел со уплатите. Кога Чичо е на власт е дозволено да се касни и да се земаат тендери. Кога веќе не е, ке се повикуваме на демократија или пак на обвинителот Ислам Абази, на кој на ушка му седеше таткото на Дрин на некоја домашна седенка. Да не си му во кожа на обвинителот од кого зависи дали Дрин ќе се најде на суд. Од една страна го има 2% обвинителството, а од друга страна друштвото од Зајас кое тежи милиони. Тежок избор. По Дрин остана уште еден пациент од фамилијата Ахмети за прибирање во обвинителството. Гледате дека не е тешко? Стегите на СДСМ и ДУИ полека попуштат. Се може ако се сака. Америка доби старо нов председател. Уште недојден, Трамп ја запре војната меѓу Израел и Хамас и донесе мир во Газа. Една војна помалку во светот. Уште да ја запре војната во Украина и целиот свет ке здивне и што е најважно ке закрепне финансиски. За нас е најважно што Трамп ги укина факт-чекерите. Проверувачите на факти, тоест одработувачите на СДСМ, се нешто тивки во последно време. Нема кого да факт-чекираат. Тоа е, нема правда, тоест кеш, нема мир. Уште како што вети да ги укине парите за илјаниците невладини, односно опозицијски организации и ќе се изедат меѓу себе. Како се вели, мала бара, а полна со крокодили. Како тргнал, министерот за внатрешни работи ќе ги стрпа во затвор сите криминалци, и ситни и крупни, кои од Скопје направија Колумбија на Балканот. Поглавните ликови од клановите Беланоца Барон и Грчец Дуќанџик падна и Раде Штекли. Откако преживеа неколку атентати, Штекли се пресели во Шутка, каде што му е местото. Таму барем е на сигурно, бидејќи од 9 животи му останаа уште 1 или 2, а допрва го чека судење. Бугарија по 4 години доби нормална, политичка влада, ако за нив воопшто може да се каже дека некоја влада е нормална. За нас најважно е кој е министер за надворешни работи. Тоа е Георг Георгиев, кадар на ГЕРБ. За каков кадар станува збор? Доволно говори тоа што кум на Георг е никој друг, туку Бојко Борисов. Кумот Бојко го венчаше Георг за убавата ТВ водителка Виолета Манчева. А колку може да им се верува на двајцата, покажува и една изјава на Бојко, во која тој вели дека Трамп прашувал за него. Кво прави Бојко? Кога се лаже, барем да се лаже со усул. Стоичков играл голф. Ама ми се разсърди, ама па не съм го питал. Играл голф. Да съседна дупка с Доналд Тръмп. И отива да се представи златната топка, нали, голям футболист и българин. И е такъв. Тръмп казал, какво прави Бойко? Македонските ракометари повторно ја сплотија нацијата. И старо и младо, и ВМРО и СДСМ навива за момците на Кире. Фалангата е главна во Вараждин, кој наликува на македонски град, но атмосферата ја расипаа ИХФ и данските суди, кои не ни дадоа да ја победиме Холандија и со тоа да се бориме за висок пласман. Затоа ракометот ќе си остане мал спорт, а ИХФ и ЕХФ обично гранапче во однос на ФИФА и УЕФА. Можеше ли некој да помисли до пред само 6 месеци дека било кој од фамилијата Ахмети ќе се најде на суд или во обвинителството, но ете, времињата се менуваат. Недопирливите од ДУИ од сега почесто ќе ги гледаме во судница отколку на телевизија или во парламент.